Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Мора ли да имаме покачен очен притисок за да развиеме глауком? Втора причина поради која што луѓето трајно го губат видот. Како да ги препознаеме првите симптоми на оваа болест и има ли начин да се стави под контрола или пак комплетно да се излекува? Професор доктор Весна Димовска Јорданова, офталмолог при Универзитетската клиника за очни болести во Скопје, е во студиото на Телма. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, Марија, благодарам на поканата. Глаукомот обично се опишува како покачен очен притисок. Дали покачениот очен притисок значи глауком, односно дали нормалниот очен притисок го исклучува глаукомот? Да, тоа е добро прашање кое и јас многу често го потенцирам заради тоа што во минатото глаукомот како заболување се идентификуваше со зголемениот очен притисок и зголемениот очен притисок беше од трите карактеристични знаци со кои што се дефинираше глаукомот како болест. Меѓутоа, последните некаде 2 до 3 децении познат е еден нов клинички ентитет, односно можеме да кажеме дека е тоа еден подвид на глаукомот, кој што може често да ги заведе офталмолозите и да биде пропуштен глаукомот заради тоа што кај тие особи постои нормален очен притисок, а во однос на оштетувањата од глаукомот се развиваат истите видови на оштетување кои се развиваат и кај глаукомот со така наречен висок притисок. Од тие причини најчестата форма на глаукомот, тоа е примарен глауком со отворен агол, денес се дели на условно кажано два подвида. Едниот е глауком со висок, а другиот е глауком со нормален, односно низок очен притисок. А дали сите лица кои што имаат зголемен очен притисок ќе развијат глауком? И тоа е исто така добро прашање. Треба да се разликуваат и тука два вида на манифестација на состојбата, да не речем болеста, заради тоа што само зголемениот очен притисок не значи дека постои глауком. Овие особи боледуваат, не би го потребила изразот боледуваат, меѓутоа имаат еден зголемен очен притисок, кој што ние го нарекуваме очна хипертензија, како што е тоа артериската хипертензија и која е разликата помеѓу очната хипертензија и глаукомот. Кај лицата кои имаат само зголемен очен притисок, не постојат оштетувања на видниот нерв, оние кои што се карактеристични за глаукомот и исто така имаат уредни резултати, односно уредни наоди на видното поле и на оптичката кохерентна томографија. За разлика од нив, лицата кои што имаат глауком, имаат, кога веќе имаат поставено диагноза дека станува збор за глауком, при тоа имаат и промени во видното поле, без разлика дали станува збор за почетен или за напреднат глауком, и исто така треба да имаат, се очекува да имаат промени и на оптичката кохерентна томографија. Меѓутоа, она што исто така треба да се има во предвид е дека сепак докажано е врз основа на клинички студии дека кај 1% од лицата, кај еден добар процент од лицата кои имаат очна хипертензија, некаде во тек на еден просечен 5 годишен период на следење може да дојде до развој на примарен глауком со отворен агол и затоа тие лица треба да бидат редовно периодично следени од офталмолог. А зошто се покачува очниот притисок? Која е причината за очната хипертензија? Па не постои точно утврдена причина, доколку причината, иако многу се работи на ова подрачје, заради тоа што глаукомот е болест која што предизвикува дефинитивни заради тоа што промените кои што ги предизвикува доведуваат до трајно оштетување на видот од различен степен, неретко и слепило. Не постои една единствена утврдена причина. Глаукомот денес се дефинира како така наречено мултифакторско заболување, кое што се карактеризира со оштетување на видниот нерв во смисол на така наречена невропатија. Меѓутоа, постојат одредени ризични фактори кои што се поврзуваат со глаукомот и се смета дека кај тие лица постои зголемен ризик за развој на глауком. Меѓу другото, тоа се во минатото се сметаше дека напреднатата болест е еден од факторите, меѓутоа таа сама за себе не може да биде ризичен фактор. Меѓутоа, денес се по, како би рекла, се
се поевидентни доказите кои што произлегуваат од одредени испитувања и клинички студии дека постои една навистина семејна предиспозиција во смисол дека особи кои имаат во семејството лица кои што боледуваат од глауком имаат зголемен ризик за развој на глауком и тие лица исто така треба да редовно да посетуваат офталмолог и да бидат следени во однос на испитувањата кои што е неопходно да се направат. Исто така лицата кои што се кратковиди имаат зголемен ризик за развој на глауком. Од друга страна, сега зборуваме за примарниот глауком со отворен агол, заради тоа што постојат повеќе форми на глауком. Во минатото исто така се сметаше дека и дијабетот игра одредена улога. Значи одредени болести исто така може да така, одредени пореметувања во смисол локални и системски васкуларни заболувања исто така може да предизвикуваат зголемен ризик за развој на глауком. Кои болести се тоа, доктор, покрај дијабетот? Што може да ни направи проблем со видот во однос на глаукомот? Дали покачен крвен притисок? Тироидната жлезда, да речеме? Тироидната жлезда исто така може да биде поврзана со зголемен очен притисок. Значи, глаукомот може да се манифестира како самостојно офталмолошко заболување, кога причината е во самото око, било да станува збор за овој примерен глауком со отворен агол, каде што постои одреден проблем, било да станува збор за пречка во истекувањето на очната водичка, или ако зборуваме за другата форма, која што е многу поретка, меѓутоа е во својата прогноза и во симптомите кои што ги предизвикува е многу подраматична и поалармантна. Тоа е тој примерен глауком со затворен агол, каде што причината е во градбата на самото око и особи кои што се далеко види, така наречени хиперметропи, се повеќе склони да ја развиваат оваа форма на глауком. Исто така таа е почеста и кај азиската раса заради самата градба на окото, односно на очното јаболко. Од друга страна, глаукомот може да се манифестира и како компликација на одредени други состојби, било да се тоа болести на окото или пак да станува збор за глауком во рамки на некои други системски заболувања. Посебна група представува така наречениот вроден глауком, односно глаукомот кој што се јавува кај децата и тоа може да се јави непосредно после раѓање до втората година, кога зборуваме за така наречен вроден или конгенитален глауком. Исто така во малку поодмината возраст како јувенилен глауком, односно прво како инфантилен и потоа како јувенилен глауком во фаза на адолесценција. И посебна група се групата на секундарни глаукоми кои што се предизвикани од различни видови на други состојби кои што се присутни, а потоа доведуваат до развој на глауком и зголемен очен притисок. А може ли да почувствуваат пациентите некакви симптоми, да препознаат дека имаат проблем со глауком? Особено за оној кој што е почест. Така. Може да препознаат, препознавањето на симптомите зависи од видот на глаукомот. Особи кои што го имаат многу почесто примарниот глауком со отворен агол, без оглед на тоа дали станува збор за глауком со зголемен или со низок очен притисок, и низок очен притисок е уште потешко дијагностицирањето, немаат немаат некакви посериозни потешкоти во секојдневниот живот кои што би упатиле на потреба од јавување на офталмолог заради одреден проблем со видот, заради тоа што кај оваа форма на глауком оштетувањето на нервот и намалувањето на видот настанува постепено, затоа што кај глаукомот е типично тоа што доаѓа до постепено оштетување на периферниот вид. Меѓутоа, каков е тој периферен вид, само да ни појасните? Видот во широчина. Значи некога гледаме право, кога гледаме право во одредена точка, зборуваме за централен вид и за централна видна острина, и токму тоа е што она што ги на некој начин ги залажува, ги заведува пациентите, заради тоа што долго време е сочуван тој централен вид, имаат можеби главоболки, потреба од почесто менување на очилата за близу или за далеко, сметајќи дека станува збор нели за вообичаено за презбиопија, и многу често оваа форма на глауком се открива случајно при редовните офталмолошки прегледи за промена на очила или при систематски прегледи
што е воведувањето на тонометријата, односно мерењето на очниот притисок, воведување како задолжителен дел од систематските прегледи е навистина работа која што треба да се пофали. Од друга страна, не значи да се вратиме на она дека не значи дека секој зголемен очен притисок покажува дека станува збор за глауком. Но постои зголемен ризик. Постои зголемен ризик. И исто така многу е важно со каков вид на апарат се мери очниот притисок, заради тоа што денес најчесто употребувана од практични причини, заради тоа што едноставен е начинот на изведување, не бара локална анестезија, кратко трае, тоа е таа така наречена воздушна тонометрија. Меѓутоа, самата воздушна тонометрија како метода има еден одреден недостаток што сепак покажува малку повисоки вредности на очниот притисок. Па така да се случува да особи кои што имале систематски преглед и кои што биле утврдени вредности на очниот притисок од нешто поголеми од нормалните, доаѓаат уплашени заради тоа што сметаат дека веќе имаат глауком. Меѓутоа, како и да е, при зголемени вредности на очен притисок, без оглед на видот на тонометријата, треба да се направат сите неопходни испитувања за да се исклучи евентуално навистина постоење и присуство на глауком. А доколку се работи со оној поредок тип на глауком, кој што е, споминавте, поагресивен, какви симптоми тогаш имаат пациентите? Можат тие нешто да почувствуваат? Да, и тогаш се симптомите многу изразени и едноставно имаат сериозни проблеми, почнувајќи од тоа дека заради зголемениот очен притисок имаат, бидејќи притисокот е исклучително висок, за гледачите да потенцирам дека нормални вредности на очниот притисок се движат во рамки од 10 до 22 мм живин столб, а кај овие особи очниот притисок може да се зголеми на вредности над 50 мм живин столб. Во таква ситуација тие лица имаат дури имаат мачнина, чувство на и нагони на повраќање и многу често оваа клиничка слика се погрешно се насочува кон интернистичка патологија, притоа не помислувајќи дека ваква симптоматологија може да предизвика зголемен еден акутен, во оваа ситуација зборуваме за така наречен акутен глауком, односно акутен ангуларен глауком, каде што доаѓа до затварање на аголот на окото, ние тоа така го нарекуваме, значи аголот кој што го градат структурите на окото и поради тоа доаѓа до нагло зголемување на очниот притисок. При тоа самата состојба е проследена со нагло намалување на видот, заради тоа што постои поради високиот притисок постои оток на рожницата. Луѓето во анамнезата, значи во објаснувањето што им се случува, потенцираат дека она што го забележуваат е дека кога гледаат во изврна светлина забележуваат виножито. При тоа исто така има промени при преглед на очното дно. Зеницата е проширена, има значено намалување на видот, односно на видната острина и подлабоките делови на окото, значи во тој момент очниот нерв не може да се види и не може да се испита. Кај овие луѓе многу е важно што побрзо да се нормализира очниот притисок, значи да се со тераписки третман, било да е тоа со медикаментозна терапија или евентуално со лазерски третман, доколку е неопходно и со оперативен зафат, да се стабилизира, да се нормализира очниот притисок, за да се намали оштетувањето на очниот нерв. Но болка во окото не чувствуваат? Да, има и силна болка. Тоа го исклучив, има исто така силна болка и болката е оној индикатор кој што силна болка следена со главоболка и болката е она што ги упатува, има секако и одреден тип на црвенило, типично црвенило на окото и тоа се причините поради кои што се јавуваат на офталмолог. И она што е многу важно и често го потенцирам, глаукомот е болест која што се манифестира на двете очи. Меѓутоа не подеднакво и не во исто време со исти интензитети на едното и на другото око. Заради тоа што најчесто градбата на двете очи е многу слична и она што треба да се има во предвид е дека ние секогаш ги прегледуваме и ги испитуваме двете очи. Не ретко пациентите кога ќе започнеме прегледот, па почнуваме нормално прво десно па лево око, ако има проблем со левото око, он кажува не, ова ми е здравото око. Значи може да во тој период кога има клиничка манифестација на едното око, може другото око се уште да нема промени во смисол на оштетување, намалување
намалување на видот. Меѓутоа, во одреден период, во текот на еволуцијата на болеста, може да се манифестираат промени и на тоа око. Дури и се уште кога пациентот не забележува промени, преку испитување на видното поле и на оптичката кохерентна томографија, може да регистрираме почетни промени во смисол на глауком и уште тогаш треба да се започне со терапија. И ова ми беше поентата, дека и оваа форма на еден ангуларен глауком треба задолжително убаво да се прегледа и другото око, заради тоа што доколку постои слична градба, односно конфигурација на аголот, таму треба превентивно да се направи лазерски третман во смисол на олеснување на истекувањето на очната водичка, токму заради тоа да се превенира она што се случило веќе на другото око. Да ги вклучиме и гледачите со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Почитувани од овој момент, емисијата ќе биде контакт на професор доктор Весна Димовска Јорданова, офталмолог при Универзитетската клиника за очни болести, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе ги разреши сите наши дилеми поврзани со оваа тема, но секако и вашите прашања. Професорке, кога треба да почнеме да правиме редовни офталмолошки прегледи за да се исклучи оваа болест, бидејќи повеќето од нас, кога немаат проблем со видот, не одат на офталмолог? Во смисол на редовни офталмолошки прегледи со задолжително... Од која возраст советувате да почнеме еднаш во годината, да речеме, да правиме прегледи? Уште некаде од 14-15 години, заради тоа што сведок сум од лично искуство дека се поголем број на млади, и тоа мислам на вистина млади луѓе, доаѓаат со зголемен очен притисок, кој што може да најчесто е од типот на една очна хипертензија, тоа веќе кажав, не може да се исклучи дека во одреден период нема да дојде и до промена на состојбата и развој на примерен глауком со отворен агол. А од 18 години секако би требало тоа да биде еднаш годишно или барем во рамките на тие задолжителни систематски прегледи. А на која возраст најчесто се јавува болеста? Болеста најчесто се јавува сепак во понапредната возраст. Не мислам на особи над 60-70 години, има особи и некаде околу 40-та година, меѓу 30-та и 40-та година, кај кои што може да се развие глауком. Тоа уште повеќе се однесува на особи кои што имаат, веќе кажав, семејна предиспозиција, и во семејството, некој близок што има покачен очен притисок или глауком. Друг близок крвен сродник, се почесто се сретнуваат тако вид на пациенти, а и она што се резултати од испитувањата генетски покажуваат дека навистина станува збор за еден од ризичните фактори за појава на глауком. Наследна некоја компонента постои. Имаме двајца гледачи кои што сака да се вклучат во денешната емисија со прашање. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Би сакала да ја прашам докторката, јас имам проблеми со очите. Скоро одев и кај една докторка и кај друга. Едната ми рече дека сум имала глауком на левото око. Сега као демек не било хитно за да се оперирам, па ми даде некои витамински таблети, капки и толку беше. И потоа не отидов кај друга. Таа па ништо не ми кажа околу тоа. Сега ме интересира, јас и онака имам висок притисок, мислам хипертензија. Висок крвен, така? Видете сега, јас имам и ова, како се вика, шекер. Диабетичар сте. И сега ми става, на клиника ми става 3 пати капки, мене не ми се отвараат зениците. Исто и кај другата докторка покуша и она ми ставаше неколку пати, не ми се отвараат. Мене тоа ме Тоа ве загрижи, така. Да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Какви насоки би можеле професорке тука да дадете во овој случај? Во однос на ова што го кажа господјата дека и била препишана соодветна терапија и дека не е итно за операција, најверојатно се работи за почетен глауком, за кој колешката проценила дека може да се регулира со медикаментозна терапија, односно терапија со капки, и тоа е најчестата форма на терапија со која што се започнува лекување
откривањето на глаукомот, меѓутоа важно е да бидат направени комплетни испитувања, значи сигурно претпоставам дека е препорачано видно поле, а доколку има потреба и оптичка кохерентна томографија, меѓутоа особено после препишувањето на лековите, сепак господјата треба да ја посети истата докторка или каде сака да го измери очниот притисок за да се види дали препишаната терапија делува соодветно во смисол на намалување на очниот притисок. Вториот момент во однос на она што го кажа дека има диабет, најверојатно диабет тип 2, многу е често кај овие особи, многу често навистина е отежнато ширењето на зениците, меѓутоа многу е важно да се направи таков обид и може искусен офталмолог и со зеница од средна широчина да го види очното дно, заради тоа што е многу важно да се види дали, значи не знаеме колку долго господјата има диабет и како го регулира, дали е тоа со инсулинска терапија или со таблетарна терапија и дали претходно е веќе направен преглед на очното дно. Значи тоа е од исклучителна важност заради да се види дали има оштетување на очното дно од диабетот или тоа е нешто што исто така треба само периодично да се следи. Имаме уште двајца гледачи, ако не се лажам, јас само ќе ги замолам да бидат поконцизни со прашањата во интерес на времето. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Благодарам. Инаку, јас сум пациент на докторка Весна, можда едно 15-20 години, а не сме се виделе од 2019. Имав закажано за 2020, ама тогаш тоа се одложи заради короната. А инаку имам и глаукома, очен притисок и така натака. Како би го кажала името, можда би се сетила докторката, али сепак река... Така, сепак има докторката многу пациенти, па ќе ве замолам конкретно прашањето да го слушнеме. Прашањето, како јас да дојдам до докторката? Така, како да закажете преглед? Добро. Да, како мој термин нема и ако бев лани кај приватен доктор, ми кажа дека состојбата е тама. Така, но вие сакате кај професорката да закажете преглед. Ви благодарам за вклучувањето, да го слушнеме веднаш и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и докторот. Имам едно прашање. Ја имам глауком многу одамна, приемам капки унитимолол. Добра. И докторот ми рече дека левото око мора да се оперира. Барам термин 1 година и повеќе, никако нема термин. Така. Оде на приватно, не можам да одам на приватно, а и кај да се обратам јас. А имам диабет, примам инсулин и не знам кај да се обратам. Така. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Како се ги изгледаат прегледите, па и термините за операција на клиниката? Веројатно, мислам дека скоро сум сигурна за првата пациентка, ако е моја пациентка 15 години, мислам дека не по гласот, туку сигурно знам доколку би ми кажала името за која пациентка се работи, меѓутоа се надевам дека ќе се видиме на преглед. Наскоро постои еден проблем генерален за кој ние навистина имаме разбирање кај пациентите, заради тоа што пандемијата со COVID-19 комплетно го поремети начинот на закажување на прегледите и редовната динамика на прегледите, заради тоа што во минатото после завршувањето на тековниот преглед, пациентите излегуваа од клиника со закажани не само термини за редовен преглед, туку и со закажани диагностички испитувања доколку за тоа имаше потреба. Меѓутоа, после ковидот со оглед на тоа и во рамки на ковидот со оглед на тоа дека клиниката на 3 пати беше ковид центар и не можевме да работиме вообичаено со вообичаената динамика со пациентите, комплетно се поремети целиот процес на закажување. Она што сега можам да го кажам е дека генерално, значи зборувам сега за моите закажувања, секој понеделник се пуштаат термини за вторник, заради тоа што со пациентите со глауком работам во вторник, меѓутоа патот за закажување води од матичниот лекар преку офталмологот на ниво на секундарно здравство, кој што треба да го закаже прегледот. Кај оние пациенти кај кои што навистина колегата смета, зборувам за офталмологот од секундарно здравство, смета дека пациентите треба да бидат згрижени на клиника на одреден начин или да биде направен преглед
преглед или донесена проценка за соодветен третман, ние функционираме и со телефонски јавувања и закажување, посебно доколку навистина постои потреба за нешто такво. Тоа се однесува на пациентката, втората пациентка која рече дека има потреба од евентуален оперативен зафат, односно хируршка интервенција. Уште две прашања ќе слушнеме од гледачи. Добар ден. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Се јавува пациентка на докторката подолго време. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Сакам едно прашање вака да поставам. Се однесува исто како и претходната гледачка. Имав термин 2020 септември, меѓутоа поради ситуацијата не можев да дојдам на преглед. Беше одложено. Сега, јас примам капки Бетоптик. Добро. Сакам да ја прашам докторката. Јас продолжив да ги пијам, дали смеам или не смеам да ги примам. Да ги и како примат. да дојдам до докторката. Така, добро, тоа беше појасното како да се закаже преглед кај професорката. Да, добро. меѓутоа Бетоптик капките ги примам. Добро. На своја рак. Добро, ќе добиете одговор на ова прашање. Ви благодарам што се вклучивте во денешната Телма амбуланта и уште едно прашање од гледачке слушнеме. Добар ден и за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до почитуваната професорка. Би сакала едно прашање. Како мисли господата професорка да лекува кога носи маска од пластика преку која не може да дише? Дали живее? Така, добро, во ред ви благодарам за вклучувањето. Има реакции од некој кој што смета дека нема потреба да се носи маска, но сепак протоколите се тие. Неопходна е маска, особено во медицинските установи. Повелете. Добро, и тоа не е тема на оваа емисија, нели апсолутно. Да одговорам на првата гледачка, која што во однос на закажувањето, мислам дека тоа веќе го објаснивме. Го разјасни. А во однос на капките, не знам како успева да ги најде капките Бетоптик, веројатно ги нарачува од странство, заради тоа што подолго време во Македонија ги нема, со оглед на тоа дека повеќе не се регистрирани. Може слободно да ги употребува се до контролата на лекар, доколку притисокот е регулиран и доколку е стабилен. Доколку притисокот на таа терапија повеќе не е стабилен и значи има промени во очниот притисок, тогаш би требало да биде променета терапијата и секако ако нема проблеми во снабдувањето, колку што јас знам, подолго време овие капки во Македонија не се наоѓаат на пазарот. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Ќе проговориме детално за терапијата која што се препорачува кај глауком, особено за капките кои што се употребуваат. Се гледаме. Продолжуваме со денешната Телма амбуланта, зборуваме за глаукомот. Имаме двајца гледачи, тие ќе бидат воедно последните што ќе се вклучат во денешната емисија, бидејќи имаме уште многу работи кои што треба да ги разјасниме и појасниме во врска со глаукомот. Професор, ќе да им дадеме предност на почетокот од емисијата, од вториот дел на емисијата. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Ви благодарам. Ќе ја молам докторката за едно прашање. Јас имам суви очи, а имам и катаракта на двете очи. Препорачена ми е операција за катарактата, а сега дали ќе треба тоа прво да се среди со тоа што се суви очите или не знам, ќе ја молам докторката. Така да ви објасни, да ви појасни. Ви благодарам за вклучувањето. Ќе слушнеме уште едно прашање од гледач, воедно последно прашање од гледачите денеска во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Јас ќе го замолам веднаш гледачот да го намали тонот на телевизорот, за да може нормално да комуницира со нас. Еве уште една шанса. Добар ден. Не, за жал не успеа да се вклучи. Повелете, професорке. Во однос на пациентката која што има суви очи и треба да се оперира од катаракта, веројатно предпоставам дека и се препишани одредени лекови од групата на така наречени лубрикантни капки, односно лекови за навлажнување на очната површина. Тешко дека по гласот сепак мислам дека стануваше збор за повозрастна особа,
таа состојба комплетно не може да се реши, заради тоа што е прашање од друга страна и таа сувост на очите дали не е поврзана со некаква системска друга состојба. Меѓутоа, секако дека индикацијата за оперативниот зафат во смисол на тоа ако треба навистина да се направи операција, таа треба да се направи. Битно е сепак хирургот кој што ќе работи сигурно треба тоа да му го каже, да има во предвид, заради тоа што сепак е одредени, како би рекла, и во тек на оперативниот зафат, значи должината на оперативниот зафат и некои други предуслови може да влијаат на потенцирање на состојбата на сувоста на окото, не толку заради чувството на сувост, колку заради промените кои што може да се случат на рожницата. Значи не би требало фактот дека има суви очи да биде причина за одложување поголемо на оперативниот зафат доколку постои индикација за операција, заради тоа што од друга страна и операциите на зрел, односно презреано перде, денес со ваква емулзификација сепак би требало да бидат направени во порана фаза. Лекувањето на глаукомот започнува со употреба на капки. Какви се тие капки? Капки, веќе како што напоменавте, капките се прв вид на лекување со кој што најчесто почнува лекувањето кај глаукомот. Постојат неколку групи на лекови во форма на капки и ние тие ги препишуваме во зависност од видот на глаукомот. Во групата на, доколку станува збор за така наречениот примарен глауком со отворен агол, изборот на капките е многу поширок. Имаме 3 вида на лекови, односно капки, кои што делуваат на различен начин на намалувањето на очниот притисок. Меѓутоа, она што е заедничко за сите нив е тоа дека го намалуваат очниот притисок. Пациентите кои што боледуваат од глауком ги познаваат под нивните комерцијални имиња, значи станува збор за лекови, како што кажа една од гледачките, унитимолол е лек од групата на тимолол, односно така наречен неселективен бета-блокатор, кој што се ординира 2 пати во тек на денот на 12 часа и го намалува создавањето на очната водичка и на тој начин доведува до намалување на очниот притисок. Втората група на лекови, тоа се така наречени кои делуваат на намалување на очната водичка преку инхибиција на еден ензим. Гледачите оваа група на лекови ги знаат под комерцијалните имиња како што е тоа генеричко е бринзоламид или дорзоламид, додека комерцијалното име е азопт и замените за него. И овие капки исто така се ставаат 2 пати на ден на 12 часа, со тоа што овие се, додека тимололот и простагландините се бистри раствори, овие се суспензија, станува збор за лек кој што чија содржина е беличаста и кај овие пациенти може наутро да забележат задржување на дел од окото на долниот капак, како кога има конјуктивит во форма на лесни гурелки на очите. И третата група на лекови, тоа се така наречените простагландини и простагландинските аналози, значи лекови од таа група, кои што се ординираат на 24 часа, вообичаено еднаш навечер, кои што имаат најдобри ефекти во смисол на најголемо намалување на очниот притисок, значи вредностите измерени на очниот притисок кај нив бележат најголем пат и она што е предност на овие лекови, а што е многу важно кај пациентите со глауком, е дека имаат влијание во смисол на намалување на тие 24 часовни варијации на очниот притисок. Бидејќи многу често пациенти кои што доаѓаат на преглед во закажан термин, вообичаено во работно време, и имаат нормален очен притисок, може во останатиот дел од денот, и тоа е регистрирано дека до некаде во тој период поради фиксното закажување на прегледот, сепак фактот дека доаѓаат во установа, во болница на преглед, вредностите од притисокот може да бидат нормални, меѓутоа во тек на останатиот период на денот, вклучувајќи ноќта, се забележуваат така наречени флуктуации на притисокот кои што може да бидат краткотрајни или подолготрајни и кои што имаат значајно влијание врз покачувањето на притисокот, а со тоа и врз оштетувањето на нервот. Тоа е во однос на таа медикаментозна терапија. Само што на прашање, дали сите може пациенти да ги поднесат овие капки? Значи, овие лекови... Може ли им се јави црвенило или некаква иритација? Несакани ефекти или кој нема така наречени одредени нус ефекти или нус појави, меѓутоа
сепак најважен е нивниот тераписки ефект. Од типот на лековите како што е тоа тимолол, од типот на неселективни бета-блокатори би требало да се избегнуваат кај пациенти со кардиоваскуларни проблеми, заради тоа што може да им направат, иако станува збор за многу мали концентрации кои што се ресорбираат преку окото, меѓутоа сепак има една група на пациенти кои навистина имаат одредени проблеми доколку ја примаат таа терапија. Втората група на лекови, тоа се инхибиторите на како што е азоптот, инхибитори на јаглена анхидраза, одреден дел од пациентите малце потешко ги поднесуваат заради конзервансот и заради ова што веќе го кажав, меѓутоа лекот има добар тераписки ефект. И третата група, простагландините, исто така за оние кои што ги употребуваат или ќе ги употребуваат, ние тоа го нагласуваме, предизвикуваат поизразено црвенило на надворешниот дел на окото на конјуктивата. И оно што е поредок несакан ефект, меѓутоа исто така се случува, може да влијаат на промена на бојата на шареницата и промена зголемен раст и густина на трепките и зголемена пигментација на кожата на капаците. Еден дел од овие несакани ефекти се реверзибилни, значи ќе се повлечат доколку се прекине терапијата, меѓутоа исто така тоа треба да и овие несакани ефекти треба да се имаат во предвид. И она сега што би сакала терапијата секојдневно? Терапијата е хронична. Смее да се прекине? Не, треба да се замени лекот. Кај пациент кој што има хроничен глауком, станува збор за терапија која што е долгорочна, доколку не се направи доживотна би била, доколку не се направи оперативен запад. Тоа значи дека доколку не може да поднесат поради различни причини една група на лекови, лекот би требало да биде заменет со друг. А доколку нормално пациентот го поднесува лекот, докторке, во тој случај доживотно би употребувале таа терапија? Не значи дека треба да го прима доживотно истиот тип на лек, заради тоа што повторно зависи од висината на притисокот, од стабилноста на притисокот, односно од стабилноста на болеста. Кај глаукомот е многу важно нешто што ние го нарекуваме проценка на прогресијата на болеста и тој степен на прогресија, што значи да се направи проценка на брзината на напредување на болест. Зошто е тоа важно? Особено и од тука треба да се тргне во почетокот на терапијата, кога треба лекарот кој што го започнува третманот да процени која група на лекови ќе употреби во зависност од тоа колкаво намалување на притисокот ќе предизвика соодветниот лек. Тоа е важно заради тоа што денес се повеќе лековите кои што ги ординираме, ги препишуваме, покрај намалувањето на притисокот, треба да му овозможат на пациентот долгорочно одржување на видот, што значи и добар квалитет на живот. Еден пластичен пример, ако имаме еден млад пациент кој што има зголемен очен притисок, кај неговата терапија медикаментозна би требало да започне со еден поагресивен третман во смисол на позначајно намалување на притисокот со оглед на очекуваниот животен век. Ако имаме пациент со ново откриен глауком на 75-80 години, значи секако треба да се започне со терапија која што не мора толку агресивна. Меѓутоа не мора да биде тоа така агресивно и да тежнееме кон толкаво намалување на притисокот. Исто така во услови кога офталмологот ја започне терапијата со капки, па ќе процени после врз основа на дијагностичките испитувања дека тоа повеќе не е доволно и дека би требало да додаде, да ја зголеми терапијата, па додава втора група на лекови различна. Значи, ако и тоа не е доволно, тогаш не се препорачува да биде пациентот на максимална медикаментозна терапија, а при тоа се губи време во смисол на напредување на состојбата. Кога веќе две различни групи на лекови повеќе не може да го регулираат притисокот, односно не може да ја регулираат болеста, тогаш треба да се размислува за нов вид на третман, било да е тоа лазерски третман, најчесто кај овој примарен глауком со отворен агол, или евентуално превземање на оперативен зафат за да се регулира притисокот. И уште еднаш да нагласам, тоа постојано го нагласувам и веројатно го знаат и сите, меѓутоа сите видови на лекување кај глаукомот овозможуваат само задржување на веќе постоечката состојба во смисол на видот, видната острина и степенот на оштетување. Значи не може да се подобри состојбата. Не може едноставно да се
како би рекла, не може да се регенерира оно што е веќе оштетено. Нервното ткиво кое што е пропаднато, значи не може да се обнови. Не може да се обнови во смисол да дојде до подобрување на состојбата, туку целта е да ја одржиме постоечката состојба и да ја забавиме, односно да ја превенираме и да ја забавиме прогресијата, односно влошувањето на болеста толку колку што е тоа можно. Сега кога сме веќе тука, има некои нови, би рекла, нови клинички испитувања и во последните 10 години се повеќе се зборува кај глаукомот за еден вид на нова стратегија за справување со глаукомот, ама не во смисол. Таа се состои во бидејќи зголемениот очен притисок денес се толкува само како единствен ризичен фактор за развој на глауком на кој може да се делува со тераписки средства. Сите други ризични фактори ние не можеме да ги промениме. Поради тоа се смета дека треба фокусот на испитувањата да се насочи кон изнаоѓање на други видови на тераписки стратегии кои не би биле поврзани со зголемениот очен притисок. Една од тие стратегии на која што се работи последните 10-15 години со се уште би рекла недоволно задоволителни резултати, тоа е така наречената невропротекција, односно еден стратегиски пристап при кој што целта е да се сочува видниот нерв во што подобра состојба и да се изнајдат соодветни лекови кои што би биле додаток на терапија антиглаукоматозната терапија за намалување на притисокот и би овозможиле подолго време зачувување на состојбата на нервот и превенирање на оштетувањата на нервот и на тој начин подолго време одржување на видот и на добар квалитет на живот. И во Македонија веќе имаме од 2017 година на пазарот се присутни групи на овој препарат. Тоа е, не би сакала сега да звучам како реклама за одреден производ, меѓутоа во Македонија се веќе присутни невропротективни препарати кои што имаат за цел и се ординираат само како додаток на терапијата за притисокот, а не може да ги заменат лековите кои што делуваат на намалување на очниот притисок. Што е со оние пациенти кои што имаат нормален очен притисок а развиле глауком, кај нив оваа терапија би била единствена? Не, кај тие пациенти исто така, целта е да кај тие пациенти исто така препишуваме лекови, истите лекови за намалување на очниот притисок, бидејќи нивниот очен притисок кој што за една статистичка популација на луѓе е нормален притисок, ама конкретно за тие индивидуи тоа е зголемен очен притисок за нивниот виден нерв. И кај тие особи исто така се препишуваат лекови за намалување на очниот притисок заради тоа што нивниот виден нерв е побезбеден на многу пониски вредности отколку што е тоа вообичаено кај оваа другата многу поголема група на лица кои што имаат зголемен очен притисок и форма на глауком со зголемен очен притисок. А обично за колку време пропаѓа очниот нерв? Се оштетува? Па тоа математички, односно квантитативно тешко е да се каже, заради тоа што зависи од многу фактори. Зависи од многу е битно и кај пациентите кои што имаат глауком. Значи многу е битно дали пациентите редовно ја ставаат терапијата со капки. Ако станува збор за повозрастна популација, имаат и други проблеми, имаат и други лекови кои што треба да ги примаат, значи хронична терапија од друг вид. Така што понекогаш ставањето на капките за очен притисок не е баш многу редовно. Поврзаноста евентуално со други системски заболувања кои што исто така влијаат на нивниот квалитет на живот. Потоа особи кои што, например, кај кои им завршила терапијата со капки, навреме не земале нова терапија, кои што смет, или особи, што исто така се случува, кои што сметаат дека им било препишана терапијата, земале една или две дози, едно или две кутивчиња, и потоа притисокот на контролниот преглед е добар и они сметаат дека глаукомот е излекуван. Значи глаукомот е состојба која што тенденцијата е која што треба да се контролира. Терапијата е хронична, а болеста, за жал, се уште не можеме да кажеме дека кај болеста се постигнува излекување. Оно што е целта на третманот е ставање на состојбата под контрола во смисол на стабилизирање на притисокот како фактор кој што доведува до оштетување на нервот. Тоа значи глаукомот е хронична болест. Хронична болест.
и тоа е она што мора да се има во предвид. Так. Дека и тоа е она што ние многу често имаме одреден проблем да им го објасниме на пациентите кај кои препорачуваме оперативен зафат, заради тоа што луѓето сепак смета дека ќе го решат проблемот со очекуваат операција. дека операцијата ќе го реши проблемот, како што е тоа операција на перде, односно катаракта, каде што после отстранување на пердето и вградување на вештачка леќа има значајно подобрување на видот. Па и покрај сите објаснувања дека целта на операцијата е да се намали притисокот, за да се регулира болеста, да не се влошува, утре дента после направениот оперативен зафат и притисокот е добар, пациентот ќе ви каже, ќе ве праша, а дали имам леќа, дали наочари ќе ми помогнат, дали сега подобро ќе гледам. Значи, многу е битно пред превземање на третманот да се зборува со пациентот, да се објасни природата на болеста и она што е многу важно, да се објаснат очекувањата кои што произлегуваат после третманот. Тоа е може би најтешкиот дел. Да, да не зборуваме за нереални очекувања. Значи видот не може да се подобри, ниту да се врати како што бил. Апсолутно не. Ниту со вградување леќа, со очила, бидејќи самиот нерв е оштетен. Да, кога зборуваме за, ако веќе станува збор и имаме пациенти кои што имаме означено оштетување на нервот, многу често имаме асоциација, значи здруженост на глауком и перде. Во такви случаи пердето се оперира без оглед на тоа што не може значајно да го подобри видот. Меѓутоа, исто така, ако има индикација за оперативен зафат на катаракта, тоа треба да се направи, ама при тоа на пациентот да му се објасни дека не може да се очекува некое значајно подобрување на видот во смисол како што тоа би било доколку не би постоело оштетувањето на нервот. Доколку пациентот направи лазерска или пак лазерска интервенција или пак операција, дали потоа ќе треба да користи капки? Кога станува збор за хируршкиот третман, капки потоа не се користат. Доколку операцијата е успешна, технички добро изведена, што е најчесто така, затоа што станува збор за рутинска операција, овие пациенти не ставаат понатаму терапија во смисол на капки за намалување на притисокот. Кај лазерскиот третман, кај примерниот глауком со отворен агол, работите стојат малце поинаку и тоа е третман за кој денес се повеќе се препорачува од одредени, би рекла, од одредени експерти за глауком, да последниот апарат од оваа група, тоа е така наречен апарат за селективна трабекулопластика, да биде практично применувана како прва линија на третман, значи без да се започнува терапија со капки, туку веднаш да се применува лазерски третман. Утврдено е дека кај ние препорачуваме лазерски третман во ситуација кога, веќе кажав, ако два вида на лекови повеќе не делуваат, или кај повозрасни пациенти кај кои е потребно да се промени терапискиот пристап, а кои не се многу расположени за оперативен зафат, и на тој начин го пролонгираме периодот за операција, а сепак се одржува притисокот стабилен. Меѓутоа, во однос на лазерскиот третман, најзначајните испитувања покажуваат дека постои еден варијабилен период во кој што лазерскиот третман го одржува својот ефект и тој период е некаде се движи во рамки од 3 до 5 години. После 5 години веќе ефектите се намалуваат и во тек на тој период не би требало да се применува дополнителна терапија со капки. После некој период, кога ќе почне повторно да се покачува очниот притисок, може да се вклучи терапија со капки и на крај, доколку е тоа, не на крај, мислам во смисол на кога ќе биде предоцна, туку ако се забележува дека постои тенденција за влошување на состојбата, тогаш да биде превземен и хируршки третман. И она што е особено важно е кога сме кај оваа метода на селективна трабекулопластика, патем клиниката го има тој современ апарат некаде од пред периодот на пандемијата, меѓутоа заради пандемијата во тој период не беше употребуван, сега веќе започнавме со примена и со негова примена. Она што е предност на таа метода е дека може да се повторува третманот, за разлика од претходните видови на лазерски третман.
Најдов на податок дека 50% од случаите со глауком остануваат непрепознаени, на вистина е толку голем процент? Да, на вистина е тоа толку голем процент и тоа е она што многу често го потенцираме, заради тоа што епидемиолошките податоци кои покажуваат она што е последна симулација дека некаде во 2040 година вкупниот број на заболени на глобално ниво ќе биде некаде над 110, околу 111 милиони, уште позастрашувачки ако се има во предвид фактот дека е вистина, дека на вистина некаде половина од пациентите со глауком, тоа се однесува пред се на лицата со примарен глауком со отворен агол и на глаукомот со нормален очен притисок, остануваат непрепознаени, недиагностицирани и тоа значи без навреме препишана терапија и започнат третман. Колкав дел од пациентите кај нас во Македонија го губат видот поради оваа болест? Па се уште поголем број отколку што ние тоа, мислам, би сакале како офталмолози да биде така или како општество би сакале да биде тоа многу помал број заради тоа што еден добар дел од пациентите кои што се јавуваат во смисол за надомест од државата како што е тоа туѓа нега или одредена материјална помош, еден голем дел од тие пациенти го изгубиле видот заради глауком, во смисол заради глаукомот или компликациите од глаукомот, заради ненавремено лекување, ненавремено поставена диагноза, доцна лекување, доцно јавување на офталмологи, заради во крајна линија едноставно неуспешно справување со болеста. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во емисијата и за деталното појаснување на сите наши прашања поврзани со глаукомот. Ви благодарам на поканата и би сакала само уште да напоменам дека во тек на месец март вообичаено, иако е крај на март, меѓутоа поканата дојде навреме за одбележување и потсетување на светската недела, односно светскиот месец за борба против глаукомот. И да се надеваме дека почесто ќе се мисли на него. Апсолутно, дека ќе се крене свесност и дека луѓето ќе почнат да редовно да одат на офталмолошки прегледи, бидејќи што порано се диагностицира болеста, толку подобри се резултатите во незиното контролирање. Така е. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Почитуваната професор доктор Весна Димовска Јорданова, офталмолог при Универзитетската клиника за очни болести во Скопје, беше нашата денешна гостинка. Ви благодарам за вниманието со кое што ја следевте и за вашите прашања во текот на емисијата. Се гледаме секој работен ден во 12:45. Пријатно.